Христијан, ај вака ќе започнеме, пријателе. Леман, да, имаме што да покажеме. Имаме што да покажеме. Ќе ти спратиме утре во Хрватска. Велат, иако може би еден од поскапите спортови во светот, нашиот Христијан Бузалковски, чека дали се гледува тоа така, дали ќе светне, сега свети. Ете така како што доликува. Велат дека е најтешката трка на светот, како што ќе ја наречат возачите, ти ќе ни посведочи за истото. Инаку трката на која што всушност и Христијан беше 24 часа Леман, се одржува од 1978 во истоимениот главен град на департментот Сарт во Франција. На патеката Бугати Сркат, долга 4185 км, ситен преварувачи од пријавениот тим или најчесто четворица, возат ист мотор, едно деноќе без престани токму тој оригинален концепт. Ајде се да не налагаме, ама ќе ни кажеш малку повеќе, ама сериозна е една најтешките трки во светот? Да. Како ќе ја оцениш и ќе ја дефинираш по што е најтешка? Па, Леман само по себе има посебна тежина, затоа што и тие што не разбираат и тие што се длабоко упатени во автомотоспортот, слушнале за Леман. Сите знаеме за филмот Форд Ферари, сите оние историски моменти помеѓу тие автомобилски и автомото индустрии си ги одмеруваат силите на таа патека. И потоа оставила некој траг во низ историјата да биде како највпечатлива трка во светот. И вела дека е сериозно најпрестижен светски настан за мотоспортот. Апсолутно, затоа што секоја трка, односно секоја сезона започнува со таа легендарна патека Леман. Трката трае 24 часа и навистина е од една страна многу тешко и напорно да се издржи сето тоа 24 часа на мотор. 24 часа што се вика без сон, без да се најдеш како што треба, без жртва колку сакаш. За сите пари. Но и за тоа треба концентрација, треба веројатно добар тренинг за да може да се издржи 24 часа, бидејќи сепак нели станува збор тука и безбедноста веројатно е на прво место. Апсолутно. Но затоа пак тренингот и знаењето, да речеме, е доста важен, веројатно и искуството. Како на тоа се гледа во однос на оваа трка, поточно ако зборуваме за нешто што е така подолготрено, а се однесува на подготовките. Колку време би требало да траат подготовките, колку е важно почитувањето на тие критериуми, што значи всушност и во твојата кариера е едно вакво учество. Иако често знаеш да речеме и на твојот YouTube канал и генерално да споделиш искуства и така натаму. Да, за сите тие кои што ги интересира малку подлабоко да дознаат. Па генерално останатите возачи од светот имаат многу поголемо време и начин и финанси за да се подготват за овој настан. Ние овој пат немавме баш многу затоа што све се случи 5 до 12 на народски кажано, затоа што ние многу веќе во февруари ја добивме понудата, дечки, доаѓате, може да возите, ве примаме во нашиот тим. И се случи многу брзо, бидејќи и ние не очекувавме, затоа што ние ги доставивме меловите и понудите уште во декември, ако не се лажам. И поминува недела, 2-3, немаме одговори, ние си викаме, окей, тоа е тоа, да. И седиме дома, буквално, нели, секој ден имаме тренинзи, теретана, бидејќи кај нас немаме патека каде да тренираме со моторот, и кога е зима ладно, нема услови да одиме ни во Грција, ни во Хрватска на тие патеки, каде што ни е најблиску. Седиме дома и трча брат ми од надвор. Христијан. Влагани, затикам, што се случи, бе? Онака, ме збуни. Ми врати, јас за светско, вика, сака да одиме на светско. И само го стискам сатот и пулсот почнува 110, 120, 130. Од сега почиња моментот. И сад чека, прво седим, викам, чекај кафе едно да пиеме, да си ми да вратиме сад, да не биде само да вратиме на формално, него да вратиме го мејл, да видат дека сме сериозни, дека не е шала. И остваривме и видеокол со тимот. Ни кажаа дека го виделе нашето CV, дека имаме добра подлога. Дека имаме добра подлога, дека сакаат да бидеме во нивниот тим за таа трка и од тука почна се. Зашто се вака ќе кажат тенисот, белиот спорт најскап. Ќе кажат формулата најскап сега. И овде повторно ќе најдеме податоци дека ова е можеби еден од поскапите спортови. Да. Генерално да. И треба финансиска. Да, иако нели можеби трошоците секој пат ќе кажеш и ти ќе апострофираш дека се сведени на минимум, за жал, сепак добиваш да речеме спонзорства, го препознаваат квалитетот, фокусираноста, детерминираноста која што имаш, меѓутоа што го прави еден сега искрено од поскапите спортови? Па тоа што
Јас ќе кажам конкретно за еден тренинг како изгледа кај нас. Да. За да ние направиме еден тренинг, нас не е потребно, пак ќе кажам, све е сведено на минимум. Еден сет гуми кој што чини 500 евра. Не треба се менуваат, да речеме, на колку време? По правило се менуваат на еден стинт. Значи тоа е едно излегување на патека, еден сет гуми. Значи од прилика 20 до 30 минути. 500 евра за минале. Не се само 500 евра. 500 евра само во гумите. Значи за еден тренинг. Ни требаат околу 20 литра гориво. Ни треба да стигнеме до патеката, бидејќи ние мора да патуваме 500 километри за да стигнеме и да се вратиме. Тоа се дополнителни 100-200 евра трошок. Ни требаат влесна стаза, бидејќи со секој влегување на стаза ти плаќаш котизација за да можеш да влезеш и да ја користиш патеката. Тоа е од 100 евра па све до зависи од патеката. Така да нас за еден тренинг, солиден тренинг, ни требаат околу 1000 евра. Збориме за тренинг само. Да, тоа е еден ден. Тоа е еден ден на тркачка патека. А въпросот колку е потребно да се има тренинзи пред да се настапува на некое европско или да речеме светско првенство? До сега сите конкуренти, бидејќи ние утре заминуваме за Хрватска, каде што ќе се одржи првата трка од европскиот шампионат на кружни патеки. Со конкурентите се следиме на социјалните мрежи на Facebook и Instagram. Они до сега веќе имаат направено 3-4 тренинга на патеката каде што ќе возиме. А ние немаме ниту еден, ние одиме директно од четврток правиме еден тренинг и почнуваме петок, сабота, недела. Така Тоа представува ли ризик за вас? Не само во однос на тоа колку ќе бидете подготвени, да речеме, да се покажете на начин на кој што сакате да се покажете, нели, да се донесе одреден успех, но ризик во смисла на, иако тоа е на високо ниво организирано и веројатно безбедно, но сепак без овозможување на тренинг кој што ви следува, некако е малку по комплексно. Веројатно. Можеби, ама ние веќе сме навикнати на тоа и буквално го сетираш мозокот дека почнуваш од четврток и треба да знаеш што правиш. Не е само да луташ и да... Ја викам, најквалитетно е да направиш еден тренинг како што треба, да не биде само да отидеме и са ние да вртиме на патека безцелно. А бидејќи ние имаме податоци од патеката, имаме дата со која што јас и мојот брат ја читаме и анализираме, бидејќи моторот има таква електроника каде што го мери секој метар од патеката. Веќе знаеме што треба да направиме и во принцип ние мора само да го убрзаме процесот за разлика од другите кои што имаат повеќе време да се адаптираат. Имено, Така, баш така. Некој што го сакаш ке ти каже пази се, многу често го слушаш, нели? Дали тоа го слушаш со срцето или ќе мораш да го изолираш тој момент кога си со 250 км повеќе на час на патеката? Веќе не викаат пази се, као тоа е тоа, знаеме што правиме, знаеме каде одиме и само со памет. Да. Кога го сетираме мозокот и влегуваме во една друга димензија, сосема поинаку. Сега луѓето кои што не го практикуваат овој спорт е многу чудно кога кажеш дека ти возиш со 250, со 300 км на час, кога ќе паднеш со 120, со 130 на час, е многу чудно за тие кои што не го разбираат овој спорт и не се упатени во овој спорт, затоа што сите мислат дека ќе паднеш со 130 како на улица, на тротоари. Именно, за да прашам, и на PlayStation кога ќе седнеме да играме симулативна игра вака, ти прави момент, а не пак да си ти во живо на патеката. Затоа и те прашав, бидејќи секој пат веројатно имаш нешто што ти прави alert, да се потсетиш кај си, што си, како си. Во принцип се фокусираш максимално и влегуваш во една, како што кажав, друга димензија. На нас сликата ни оди многу побавно него на тој кога не гледа страна кога му поминеш со 250, така да се сконцентрираш максимално и гледаш да не направиш грешка, да се фокусиран и да извозиш најдобро што можеш. Да, Кристијан, повеќе од една деценија си во овој спорт и веројатно искуството си го прави своето, но дали на секое учество на првенство или на секоја трка, како ќе кажеме, постои ли доза на страв, трема, нешто што можеби одново се повторува, без оглед на искуството, со оглед на сите фактори кои што можеме да ги земеме предвид? Реално секоја трка е истото. Дали било пред првата сезона, дали е сега 10-11 сезона, филингот е ист пред трка. Онаа доза на адреналин, минимална трема, страв. Колку е вклучен стравот сериозно денес? Многу мално. Не прави услуга стравата, така да добро да се
минимализира или секогаш елиминира? го има, но се трудиме да го оттргнеме затоа што многу пати надвор од патеката кога ќе заврши пред да почне трката, си кажеш ајде само да почне да заврши да биде секако што треба. Ето кога ќе помине трката, си кажеш сега имам уште 100 кругови, уште 100 ќе ги извозам. И утре ден пак да ги трка и пак ќе кажеш ајде нека помине трката и кога ќе заврши пак леле се утре пак да одиме на патека. Да. И се трудиме, се бориме цело време за тоа што пак ќе кажам. Ако веруваме во тоа што го сакаме и го правиме, и веруваме во Господ, тогаш нема што да се плашиме. Токму таа верба веројатно си Марче само во контекст на ова, токму таа верба ве одржува веројатно и си во овие години заради тоа што некогаш па во ситуации каде што се нема условите за тренинг, кога треба да се направат подготовки за одредено првенство, кога можеби нема доволно финансии или финансиска поддршка, во одредени ситуации некого тоа знае да го малку демотивира или да го да речеме Секогаш има секогаш има такви моменти на демотивација. Сега спортист го има тоа и тие што имаат милиони, тие што немаат милиони, го има тој момент, но тука е тоа каде што спортистот и спортскиот менталитет треба да надмине таа препрека и да рече не се откажувам, туку ќе продолжам уште поеќе, уште посилно. Да, и покрај предизвиците да речеме или оние. И тогаш мислам дека ќе дојдат и спонзорите, и поддржувачите и сите тие работи, затоа што многу пати сме кажале ние почнавме буквално без 1 денар, значи ние земавме кредит, односно мојот брат зема кредит, бидејќи он е постар и он тогаш работеше, он зема кредит за да ние можеме да се тркаме. Значи кој нормален го прави тоа да земе, да се задолжи, да ги истоши парите да се тркаме. Тука се гледа жилбата така. Фала му на Господ, веќе 10-11 сезони имаме сериозни спонзори, компании кои што веруваат во нас, тука е министерството кое што не поддржува веќе сериозно. Години, така. Така да ети резултатот мислам дека сам по себе си доаѓа. Кристијан, кога ќе го трнеш мотоциклизмот на страна, што е можеби она што ти дава најголемо чувство на мир? Па, моите блиски луѓе. Да. Бидејќи јас имам мал круг на Пчелите сигурно нема ти дават на мир. Па, баш го гледавме нели од страна тука разговорот и баш разговар со мојата девојка, викам јас би сакал да чувам пчели, ама малку ми е страв од тој момент дека ќе ги нели ќе каса ќе те. Види сега, кој е интересна ситуацијата. Немаш страф од 300 км/ч. Да, ама пчелите дека од на пчели. Да, интересни се тие ситуации кои што ги имаме во нас. Би сакал само колегата Владко, ќе ти заблагодарам оба да го представиме официјално. Вчера беше представено на неговите социјални медиуми. Ова е новиот дизајн кој што ти рече Final Countdown, го откриваме и ова е сега, смеам да кажам дека во Формула 1 кажуваат, ова е новиот болид, како се кажува овде? Исто? Така, новиот болид, новиот модел, новиот дизајн. Со ова дали утре те носиме во Хрватска те испраќаме? Да. Да? Да, ова е новиот, ова е стариот мотор со новата спецификација, бидејќи ние сега година правиме ревизија на машината и буквално машината е како нова. Значи, да кажеме мозокот е ист, само малку ревидиран. Е така, од оваа година смееме да го користиме новиот апдејт на тркачки пластики, кои што озможуваат поголем даунфорс кога станува збор за кочењето при влезот во кривината и подобра аеродинамика. И сега кажа ти како се чувствуваш, како се подготвуваш за секоја трка, дали има малку доза трема, малку доза страф и така натака, и сето тоа кое што веројатно не е дел и од твоја рутина во однос на подготовките, но секогаш различно од твоите најблиски. Еве, твојата девојка тука не можеме можеби во етер да ја прашаме, но веројатно она си знае како е на секоја следна трка, нели, пред секоја следна трка. Што вака во меѓусебна комуникација се развива како родителите, семејството, најблиските, девојката, што е она кое што ти го посакуваат или како природно е, нормално е човек да се така малку мајка ми трката траеше 24 часа, мајка ми не гледаше трката на телевизија. Така да, он има поголема доза на страф и вика, јас не можам да гледам трката. Додека мојата девојка, татко ми е постојано со мене на патеките, брат ми е тука цело време, како што кажав, од самиот старт. Да, брат ми, жената има доаѓање на патеките каде што се тркаме, но мајка ми не може да. Мајка си е мајка. Мајка е мајка, да. И буквално еден пријател има сајт за мотори и цело време даваше аптети за трката, како возиме, што правиме, како правиме, а мајка ми не ја гледа трката и листа и само
Опеле, бузов падна, слика од мене како паѓам, ама добар е. Да. Кај не сега вика не го гледам, вика на телефонот, вика упо си седе, вика на страна. Да, ето се кажеш така. Не зало ти го споменав моментот на пази се, нели, бидејќи сепак станува збор за во моите очи, во нашите очи, високоризичен спорт. Сепак, нели, да се на патеката со толкова брзина и сега, кога говориме со Ивана наутро, чекај, нели, возете внимателно, влажни коловози, тоа е уште дополнителен предизвик. Дали се откажуваат трки или Не, трката и покрај врнежи? Да, апсолутно. Јас кога возев првиот стинт, првото излегување на патека на трката, бидејќи си да се менувавме на 50 минути, буквално многу дошт. Ракавиците ми, ако нормална ракавица тежи 200 грама, ми тежеше 800 грама ракавицата. Беше цело оддело, кожно оддело кога се нацица со вода. Што тежнува се понатаму така? Дупло. Чизмите излегувам од кривини, нели, го стискам моторот за да пренесе повеќе грип. Само осеќам ногата, чизмата и тука водата и како се истискува страна во. Да. Ама затоа е најтешката трка на светот, бидејќи има многу предизвици, многу препреки кои што треба да се надминат. Така. Погледот, така рековме, подвизорот што крие многу повеќе од една стратегија, со повеќекратниот шампион Христијан Бузалковски, утре го испраќаме во Хрватска, само кусо во неколку секунди, утре за каков карактер на трка станува збор утре? Утре тргаме на првиот викенд од Европскиот шампионат на кружни патеки, кој што ќе се одржи почнува во Хрватска и потоа трае цела година, односно цела сезона трае до септември и октомври. Тоа значи квалификации Да, не, секој викенд на секој месец имаме по 2 трки. Се собираат поени и на крајот од сезоната кој има највеќе поени, прв, втор, трет, како што е во Формула 1 или во MotoGP на секоја трка. Значи прилично зафатен или напорен период за тебе, но сепак веројатно со нешто во што највише уживаш. Не. Од тука ќе го будриме. Ни беше драго многу да ти имаме во утринска. Ти благодариме, Христијан. Ти посакуваме успех и безбедна трка се разбира. И започни со една кошница пчели, од тука може да почне промената. Да заврши сезоната. Да заврши сезоната. Мала шега не одмет. Христијан го испраќаме за Хрватска, го чекаме, се надеваме, нели, за скоро повторно со овие приказни, со добри резултати и на крајот можеби, нели, на оваа сезона ќе се видиме неколку пати сигурно.